работ во Младински културен центар. Со почеток во 18 часот, влезот ќе биде слободен. И се разбира Марија како председател на Pink Support и компанијата Dibiagio New York Sportswear, гледате генерално сме облечени така и горди сме на тоа, ки остапа можност и време да ви каже како дојде до оваа идеја. Здраво! Дали се добро слуша, пошто мислам дека нешто има... Супер, да? Океј, супер! Вау! Мене ми е искрено многу лично задоволство што ми е прва организација во Скопје. Јас сум родена македонка, но сум излезена многу одамна, значи Pink Support со представништво во Македонија и целата идеја е дојдена од Нью Йорк, затоа што јас имам учествувано на многу манифестации, имам поддржано многу организации и ете со креирање на свој бренд, на своја компанија решив да имам своја и невладина организација која што ќе ја дели визијата да поддржува невладини организации, индивидуалисти кои што имаат феноменална лична приказна, таква и приказната на нашиот прв, да не речам проект, мене ми е личен и драг пријател од 16 години, Гоце Радески, значи ќе дојде уште малку тука. Значи, приказната со Гоце е многу интересна. Јас со Гоце се имам запознаено во ВОС и мислев дека и беа 3-4 луѓе и мислев дека е пијан. Не мислев дека е слепа личност. Гоце е личност што ми ја имал возможено мојата прва работа како студент. Значи прва работа од мои 19 години до моја 21 година имам работено во Сојузот за слепи како волонтер и им ги имам читано на сите студенти што имаат дипломирано од таму, сите книги. Ова е мое лично задоволство, Гоце да биде експониран, Гоце е дипломиран новинар, невработен, има 2 феноменални ќеркички и една моја инспирација затоа што сите ние мислиме дека имаме проблеми и се соочуваме со некои банални работи што генерално кога ќе видите личност како Гоце, секогаш ведра, секогаш свежа, секогаш полна со позитивност, се запрашувате што всушност ние се соочуваме, со какви проблеми. Затоа што доцнеме некаде, затоа што немаме доволно, не знам, нов телефон, нови патики, не знам. Гоце е феноменална личност затоа што има израснато 2 ќеркички, едната ни тука. Двете се тука, да, малата не ја знам, значи еве ги, дојди Душа, дојди Михаела, дојди Сонце. Значи ова се ќеркичките на Гоце и приказната на Гоце беше споделена во Нью Йорк на 4 септември преку филмот Приказна за мојот живот на Иван Ишотовски, кој што не знам дали е тука, но утре ќе му се врачи награда на Иван. Иван го сподели неговиот филм, аплауз за Иван. Гоце, може ли да дојдеш со својата сопруга тука? Значи, овие луѓе за мене се лична инспирација затоа што сите ние, како што кажав, мислиме дека имаме проблеми. Но погледнете ја сликата. Ова е нешто што заслужува внимание од целата македонска јавност. Не само од Pink Support, не само од светот на дланка. На Гоце организацијата му е активна 7 години, нефункционална. Гоце е дипломиран новинар во нашето општество што треба да се погрижи за овие луѓе, треба да обрне внимание на овие луѓе. Имате тука дечки што ќе го поддржат овој настан од училиштето за слепи. Аплауз за нив. Ќе ни се придржат после и они тука. Значи, прашајте ги со кои проблеми се соочуваат. Не бидете исплашени да прашате. Било кое прашање ќе ви отвори нови одговори, ќе ви отвори некоја си нова комуникација, некоја си нова димензија на дружење, за да не бидете затворени да има онаа бариера на дискриминација. Затоа што сите сме исти. И тоа е визијата на Pink Support. Ќе го отстапам микрофонот сега на Гоце, да ви се заблагодари на сите, а јас
од моje најдлабока душа, значи благодарам на сите присутни, на Global Shapers, на Skopje Night Running, што на 15 ќе трчаме заедно со нив, Цивил, кој ја споделија мојата приказна, Цивил, Добра вода, што не поддржаа со вода и некои сокчиња, Специкато, Занзибар, да, Занзибар први се вклучија, затоа што кога трениравме со Гоце тука на траката, Занзибар ни беше место за одмор после. Значи, еве, да не должам, еве ви го Гоце да ви каже 2-3 збора. Пред се благодарам на сите присутни овдека, почитувани гости, дами и господа. Мене ми е чест и задоволство да ве поздравам сите и да ви кажам добре дојдовте. Со цел да се осеќате овдека пријатно, убаво, да се забавуваме, да се дружиме и значи дали ние или вие на нас да се наметнеме, значи да станеме едно јадро. Како што кажа Марија, целта на овој собир, на овој настан, на оваа трка е пред се да ја покажеме на останатите мои истосудбеници кои што сметаат дека се дискриминирани, дека тоа не е токму така, затоа што еве овдека јас колку што можам да приметам, не по вид, туку по слух, дека ви има во голем број, но не и се колку и да сте, сепак ние сме едно. Значи преку овој ваш собир, со вашата присутност, вие докажувате овдека дека не дискриминирате како група на граѓани, а исто така, значи, ова е ваша можност да го докажете тоа, а ние на вас ќе ви докажеме заедно со Државното училиште за лица со оштетен вид, дека можеме заедно со вас да се приклучиме на оваа трка што е организирана, па и да покажеме свој успех. На тој начин и вие ќе сватите дека ние можеме да спортуваме, да бидеме креативни и успешни во животот. Да не одзимам многу од време, чест ми беше да застанам пред вас и да кажам 2-3 реченици и ќе ви посакам убав помин и добра дружба. Значи имам само испуштено 2 работи. Огромна благодарност за господјата што е тука од Фондација на ЕСМА, што ни даде подршка и најбитниот факт, кошаркарките на женскиот клуб Лотос, што се тука, цел тим, што ни даваат подршка. Професорот, да не должиме многу, професорот од училиштето, со свој ангажман ги донесе овие прекрасни ученици, што ќе ни се придржат. И ако сака да даде само од збор 2 е супер. Професоре, ајде да збор. И не должиме многу, следи Поздрав до сите. Ова е дел од нашето училиште. Инаку имаме 50 на штитеници, 20 и нешто се од Скопје, половина се од надворешноста. Многу умни деца, послушни, го сакаат спортот, сакаат природа. Активностите сите што ги одржуваме, максимално се поддржани од нив. Не им е тешко да станат наутро и да легнат подоцна навечер. Се за дружење со видните луѓе. Благодарам. Браво. Сега, да, сликајте, не? Може селфи да направиме. Сакате едно селфи да направиме.